Добро вечер, вести на Канал 5. Во конструктивна, содржајна и динамична, но и на моменти жешка атмосфера со меѓусебни обвинувања, заврши ТВ дуелот меѓу кандидатите за градоначалник на Скопје од ВМРО ДПМН и од Левица, Орце Ѓоргиевски и Амар Мециновиќ на Канал 5 телевизија. И двајцата ја истакнаа својата визија за подобро Скопје на повеќе теми. Од хигиената, инфраструктурата до проблемот со паркинг местата и сообраќајниот метеж во метрополата. За 72 часа одговорно тврдам, со општествено одговорни компании, со помош на нашите колеги, не само во Скопје, туку надвор од Скопје, како што тоа помагаат изминатиот период. Добро ќе биде исчистен градот, не само на микролокациите кај континерите, но и прв пат после долги години конечно ќе ги испереме улиците, затоа што и тоа е проблем. Плоштадот не е испран години назад. Лоша е состојбата на спомениците. Дератизација следува веднаш после тоа. 72 часа ќе успее? Сметам дека не е реално. Искрено сметам дека не е реално, затоа што првично како што кажувате нема механизација која може да излезе на терен, но општествено одговорни компании немаат прикладна механизација за да излезат на терен, ќе треба да се прават експерименти, но тоа е приоритетот за кој треба да се посветиме за град Скопје, кој да ја добие. А не е срамота во 21 век, во 2025 година ние да зборуваме дека приоритетни е чистота. Ама сметам дека не е дојдено тек така, има и политичка позадина. Сосема за крај сакам да ви оставам по една минута да се обратите, имате на вашите Амар повели. Сметам дека ова е историска прилика. Досега се боревме со политички партии кои имаат сите привилегии на нивна страна, тие имаат моќта, ги имаат институциите, но ние имаме љубовта кон нашиот град. Сметам дека треба да прекинеме да бираме како што досега сме бирале, затоа што се предвидливи резултатите. Особено за нашата генерација која не може да си дозволи уште 30-40 години да живее во вакви услови. На 2 ноември сметам дека ние мораме да ја преземеме судбината во сопствени раце, со еден храбар чекор кој ќе значи промена на политичките прилики во Македонија, да си го обезбедиме градот во кој ќе сакаме да живееме. Почитувани мои сограѓани, во Скопје доаѓа времето кога треба да запрат експериментите и она што го гледавме изминативе 4 години, на Скопје му треба работа, му треба одговорност и домаќинско функционирање на градот, нешто што недостасува цел изминат период. Јас сум спремен со цел свој кредибилитет, с цело моје знаење, но и цел мој тим да дадеме се од себе за да изградиме град со кој што ќе се гордееме. Повикувам на масовна излезност во недела, а од понеделник да ги засукаме ракавите и да ги следиме состојбите во градот. ВМРО, ДПМН и коалицијата вечерва одржаа митинг во Кичево, каде што се обрати лидерот на партијата и премиер Христијан Мицкоски и кандидатот за градоначалник Александар Јовановски. Секој оној кој што ќе биде исправен пред предизвикот дали да го подржи Александар или неговиот против кандидат, дали сакате Кичево да биде домакин на блуд, разврат, криминал и уцени. Заборавете на етничката припадност. Сетете се на вашите керки, на вашите внуки, дека некоја од нив може да биде жртва на овој човек. Верувајте во вредности, не во басни. Размислете уште еднаш. Има време до втори. Нема многу луѓе кои се колеваат, но има луѓе кои што размислуваат дали вреди, дали ова можно, дали на крај краишта Александар заслужил или можеби не заслужил некој друг. Меѓутоа, верувајте, заслуживме да имаме чесен човек, трудолюбив човек и човек кој ќе се жртвува за овој град. А тој човек сум јас, почитувани. А лидерот на СДСМ Венко Филипче денеска беше меѓу граѓаните на општина Лозово, заедно со кандидатот за градоначалник Ацо Велковски. Жителите на општина Лозово многу добро знаат што во претходниот мандат од 2017 до 2021 година направи градоначалникот за оваа општина. Нова општинска зграда, градинка, реновирано училиште, парк. Тогаш во тој период Лозово имаше визија, имаше напредок и тоа граѓаните го чувствуваат. И затоа е Ацо повторно кандидат за градоначалник, имено во меѓувреме со актуелниот градоначалник буквално ништо не се случува. Она што ќе се случи во наредниот период, она што бараме поддршката и кај што секаде кажуваме бараме силно продолжение. Силното продолжение е тоа што
Од 17 до 21 имаше офанзива, градежна офанзива. И затоа сакаме таа да продолжиме, да изградиме уште неколку училишта во подрачните места, уште неколку улички останаа во населените места, така да ќе бидеме први во регионот, односно во државата, со 100% приклучени домаќинства во водовод, 100% приклучени домаќинства во канализациона мрежа. 30-дневен притвор за директорот на комунална хигиена Скопје Сабахудин Рустеми и за управителот за отпад во предпријатието Аки Саити. Кривичниот суд Скопје го прифати предлогот на јавното обвинителство да им одреди притвор на двајцата раководители на комунална хигиена поради основано сомнение за кривично дело за грозување на животната средина и природата со отпад. Притворот е одреден поради опасност од влијание врз сведоци и можност за повторување на делото. Според обвинителството, осомничените постапиле спротивно на Законот за управување со отпад и на обврските од оперативната програма за собирање и транспортирање комунален отпад, што резултирало со создавање мали депонии на јавни и сообраќајни површини во Скопје. Адвокатот Асмир Алиспахич соопшти дека Рустеми депонирал неотповиклива оставка од позицијата ВД директор. Ние сме длабоко уверени дека во понатамошниот дел од истрагата ќе докажеме дека сега веќе поранешниот директор и вработениот немаат никаква поврзаност со ова што им се става на товар. Неговата оставка е по советување и координација со нас како бранители. Тоа е чин кој што ќе овозможи непречено водење на истрагата, се со цел да докажеме дека истиот нема никаква поврзаност, а во насока дека нити може да влијае, ниту влијаел и ниту ќе попречи во било какво водење на истрагата. Економскиот раст проектиран на 3,8% и буџетскиот дефицит на 3,5% од бруто домашниот производ. Владата го скрои буџетот за следната година кој е тежок 6,7 милиарди евра. Повеќе од Сандра Спасовска. Владата го усвои предлог буџетот за 2026 година тежок 6,73 милиарди евра. Приходите се проектирани во вредност од 6,1 милиарда евра, додека расходната страна на 6,73 милиарди евра, што е незначително зголемување во однос на буџетот од 2025 година. Во предлог буџетот кој денеска мина на владина седница е предвидено буџетскиот дефицит да изнесува 637 милиони евра или 3,5% од бруто домашниот производ. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска при презентација на предлог буџетот рече дека тој ги опфаќа сите клучни политики што ќе се спроведуваат во наредниот период. Кочовска вели, продолжуваме со строга фискална дисциплина, каде растот е поизразен на приходната отколку на расходната страна. Со буџетот ќе се обезбеди редовна исплата и на плати, пензии и социјална заштита. Буџетот за 2026 година ги опфаќа сите клучни политики што ќе се спроведуваат во наредниот период, со јасна цел забрзување на економскиот раст, паралелно со постепена фискална консолидација. Согласно растот на просечната плата, имаме раст кај пензиите, 1000 денари добија сега пензионерите, согласно пресметките исто толку ќе биде и во март следната година и во септември исто така, имајќи предвид дека просечната плата ќе расте и природно ќе расте и поради недостигот на работна сила и целиот тој природен процес во економијата што се случува, очекуваме дека ќе има раст на пензиите и понатаму, но ќе биде согласно закон. Капиталните инвестиции се проектирани на 659 милиони евра или околу 100 милиони евра помалку во однос на претходната година. Еден од оние водечки капитални инвестиции кои што ги правиме е проектот Бехтеленка. Таму имаме најмногу средства предвидено и сега во услови кога не само од аспект на тоа колку има можности во буџетот, меѓутоа и реалноста на градежните компании, работна сила и така натаму, бидејќи јас не би рекла дека реализацијата на капиталните инвестиции е вина само на ресорните министри, туку толку сметам дека е силата и на приватниот сектор, имајќи пак предвид, ќе кажам, особено во градежништвото, каде што имаме недостиг на работна сила. Така што еден од приоритетите повторно е најголем дел се предвидува во инфраструктура. Економскиот раст е планиран на ниво од 3,8%, а инфлацијата да изнесува 2,5%. Ги гледавте вечерните вести, имајте убава вечер.